Почитуван подпредседателе, благодарам. Почитуван колега Бедри, почитувана македонска јавност. Колега, внимателно го слушав вашиот одговор. Кажавте дека со овој ребаланс на буџетот се воспоставува економска стабилност. Па така да би сакал неколку факти да напоменам, па да ми објасните вие каде ја гледате таа економска стабилност. Во моментов јавниот долг во Република Македонија изнесува 7,1 милиарда евра или 62,5% од бруто домашниот производ. Ова е историски највисок јавен долг и во апсолутен и во релативен износ. Зошто? За 4 години јавниот долг е зголемет за 2,4 милиарди евра. И еве да ги земеме од владата најпресенетите предпоставки за помош нели на стопанството кое што беше погодено од коронавирусот. Истата изнесува 1,2 милиарди евра, односно двојно помалку од колку што вие заедно со СДСМ ја задолживте државата за овие 4 години. Понатака ве слушав, говоревте за зелената платформа, испративте понуда до граѓаните, до пратениците, до сите заинтересирани да се вклучат. Па така да ве потсетам дека со ресорот од животна средина вие владеете 16 години на централно ниво, а бидејќи јас доаѓам од Струга 12 години веќе во Струга, односно 3 мандати е градоначалник господин Одрам Измерко и буквално јас сум жив сведок дека вие апсолутно имате лажна загриженост за зелената агенда, затоа што минатата недела на Комисијата за финансирање и буџет предложив неколку амандмани кои што вие експресно ги одбивте. Околу проширување на колекторскиот систем покрај Охридското езеро, собирање на отпадните води да не се влеваат во Охридското езеро, дислокација на депонијата и изработка на проектна документација за изградба на фабрика за топлинска енергија и преработка на сметот. Се оно што беше предложено во насока на зачувување на животната средина и во насока на развој на туризмот, вие како нели зелена партија експресно го одбивте, но за тоа ќе судат граѓаните на избори. Дали имаме или немаме понуда, тоа исто така ќе судат граѓаните. Сума сумарум, вие потврдивте во све, колега. Немате пари за стопанството кое едва и преживува, немате за занаетчиите, немате за туризмот, немате за животната средина, немате апсолутно за ништо. Во Република Македонија, да ве потсетам, имаме над 55.000 наши сограѓани кои го изгубиле своето работно место како последица на пандемијата. Што предвидовте за нив? Ако барем малку бевте способни и ја прифатевте нашата подадена рака, кога ви нудевме мерки и решенија за помош, немаше да биде бројката толку голема. Имаме над 160.000 фирми затворени. Но секако вие и тука ништо не направивте. Ние сакаме да помогнеме, колега, но за жал во Република Македонија имаме историски најнеспособната влада досега во Република Македонија. Контрареплика, пратеникот.